сега ние тука некако ќе збориме на две линии, како Душица и Калија и како Ментуза. Кој ми е идентитетот? Здраво, јас сум Калија Димитрова, а вие слушате Медуза Токс. Феминистички разговори за преживувањето, живењето и процутувањето. Здраво на сите, јас сум Калија Димитрова, а вие гледате Медуза Токс. Денеска ја проследувате 25-та епизода. И во таа чест, мојата гостинка денес е многу специјална лично за мене. Се работи за мојата професионална сопатничка и драга пријателка Душица Лазова. Душица? Фала ти, Калија, за представување, прекрасно. Добре дојде на Медуза Токс. Фала ти што ме покани на гости или како што ме подсетуваш дома. Да, конечно ти го ревилнав нашето студио, кое што е многу по-лабаво од што изгледа на камера, само да тоа ти го заклучи. Така е. А јас сум ти благодарна што ја прифати мојата покана, пред се затоа што знам дека не ти е нај-comfortable да зборуваш во ваква средина и ситуација. И само сакам да ти кажам дека ми значи тоа. Благодарам и да, мислам дека во духот на ова што го правиме тековни темата која што ни се врти во глава на таа изложеност некоја. Ева во тој дух некако е моето присуство тука. И во духот на полната месечина во Близнаци. Како се чувствуваш денес? Се уште повлијаена од полната месечина, која што е во мојот знак, Близнаци. И баш ми беше интересно, нели од сите тие астролози што ми се појавуваа на фидот, дали дека нели е крај на година, па сите имаме таква желба као за некоја разрешница да се заклучи годината, да се затвори нешто. И сите астролози беа као со некои совети. Сега е моментот, бидејќи нели планетите се во сферата на комуникациите, као да се ослободите од тоа што веќе не ви служи, од тоа што веќе не ви е потребно, да ги разрешите работите. И како зашто сме толку обседнати да ги разрешиме работите? Знам дека има некоја ритуалност и некој таков фин момент да си ја заокружиш годината, што е за тебе, ама исто важно е како го правиме тоа. И некако овие обележување на наведуваат тоа да го правиме на многу мерлив начин. Како ќе си ја, пошто ќе си ја паметиш годината, колку, не знам, професионални успеси ќе можеш да си наброиш конкретни настани као мерливи одредници или не знам колку места си посетил, колку работи си изгледал, направил, не знам, наместо сето она што некако измега е суштината на тие искуства. И така малку бев изнервирана од насоката во која се движаат тие совети. Да, ова сега се подсетив дека многу пати сме го збореле ова, дека јас искрено уште го немам почувствувано тоа, затоа што нели тоа е паралелно едно друго нешто што се дешава кога приближува крајот на годината и цело време има еден наратив дека не си свесен кога демек вчера беше август, таков некој муабет. И пошто многу брзо се движи времето од август до декември. И као го има и тој еден логистички хаос дека треба као нели дека треба да се замети за да можеш као да си кажеш окей, можам да го дочекам 31 декември. Така да јас во тој процес на метење искрено уште се неам подлегнато на интроспекциите што ги носи декември како таков. Али се сеќавам дека имаме доста зборено на оваа тема, а и нормално како медиумска платформа, некако и од тој аспект како чувствуваш некои притисоци дека треба да дојдеш до некои грандиозни заклучоци и заокружувања и дека порано тоа интензивно се правеше на крајот на годината, али сега заради преголемата изложеност и перформативност пред луѓе, дека почнавме како и на крај на секој месец тоа да го правиме. Да. И после тоа едно време и тоа ми беше многу стресно, затоа што и ти го чувствуваш као онека се осеќаш пошто малце нели губиме и фокус и имаме сите проблеми малце со сеќавање и слично. Као не си баш сигурен што си правил за вчера. И као ќе дојде 30 или 31 си као окей, ајде сега да дзирнам во галеријава
како, на кој начин сум била жива изминатиот месец, буквално. пошто иначе веза немам. И нормално, ајде ќе го споделам нештото. Али после тоа мислам дека тоа некако го прифативме затоа што има и нешто, мислам дека забавно и такво. Мене ми прави некој ехо на такви некои пракси што сме ги правеле како деца, споменари, сликички, мигички, такви работи, као некој по естетски начин на одбележување на времето. Така да има и нешто сладко, архивирање, да. Али кога отиде во насока на first week of November, show your 6 photos, да сум као стварно не прев ништо спектакуларно овие 7 дена. Да, притисокот е тука, а од друга страна да е убав момент на за мене за секогаш што биле социјалните мрежи убав момент за архивирање на нештото и да се потсетиш на тие некои убави ствари, пошто се случуваат нели многу неубави ствари насекаде и некако тешки се и месеците и годините и некој момент беше као окей, имаше стварно фини моменти што ги доживеав месецов. Да, али мислам дека многу е битно тоа што го кажа ти и мислам дека е фино тоа да си го освестуваме и како луѓе, еве и како сега ние тука некако ќе збориме на две линии, како Душица и Калија и како Медуза. Кој ми е идентитетот. Мислам дека е многу фино да се обозна на тие измеѓу моменти кога всушност се случува животот, што стварно многу често не се спектакуларни и не можеш, многу често е тешко да некако да влезеш во тие дали се сеќавања, дали се моменти, дали се разговори, затоа што се многу мандейн. И некако од една страна као не можеш баш толку да ги заклучиш како такви, затоа што се како таква нека аморфна смеса, life. А од друга страна тоа е тоа што е полно со живот и тоа е тоа што откај што можеби ќе извлечеш некое заокружување. А јас исто така сум, не можам премногу да ги критикувам овие пракси, затоа што сум некако церемонијална личност, исто со полните месечини, кога стварно, мислам, многу си ги поштувам полните месечини, затоа што понекогаш ти треба некаков потсетник, каков и да е, онака малце да си подзастанеш со себе и да си размислиш дали, пошто црно ме забораваме, зашто сме многу често на аутопилот. Као дали нешто правам што е против мене, дали постојано ги перпетуирам истите модуси на размислување, дали перформирам нешто што веќе него ни отелотворувам, онака знаеш понекад си веќе друг човек, ама не си имал шанса да сватиш на кои се начини си се променил, онака или некои релации онака исто така преку аутопилот ставаат во нека друга верзија на себе што више као не ја ни познаваш. Мислам дека се фини такви некои моменти, дали на крај на година, дали на некои такви месечини или слично, што и да е, да онака малце се опипаш себе си, да си го усетиш пулсот кај си. Да, ги има секојаш тие две екстреми. Од една страна, нели, кога си преокупиран со многу работа или многу ствари се случуваат, настани, не знам, си зафатен, немаш време толку да ги премислуваш работите и кога си кажеш, стабилна сум, не преминувам во премислување на работите и така натаму, ама во даден момент кога се губиш, кога има еден момент кога си као чекај, каде сум, што се случи меѓу време, како стигнав тука, дали као јас сум као главен лик во мојот живот или животот само ми се случува и јас као одговарам, реагирам постојано. Да. Скроз, that's a great point. И ова доста го отворивме као прашање, посебно лани, со бездив. Да. Тоа беше некако нишката на таа задишаност и забрзаност постојана на животот. Дали јас се сеќам као некако од тој аспект да станува се поекстремна и поекстремна ситуацијата и заради тоа многу често и чувствувам фрустрација кога не наоѓам или не наоѓаме време за пишување, затоа што мислам дека сите луѓе што пишуваат или што пишувале и низ растењето и слично, што си го изгаиле тоа како некој дел од, како да кажам, као не е секогаш метод на себе изразување, колку што е метод на доживување на животот и времето како такви. И јас понекогаш кога ја немам привилегијата тоа да го правам, а се почесто заради темпото кое што ни го налага ова хаотично време, мислам дека и тоа допринесува до тоа да немаш
као сензорното искуство да ти бега, затоа што немаш начин да isпроцесираш ништо. Да, дефинитивно. Нака немаш момент да забележиш и во нашиот контекст и да забележиш, да запишеш буквално тоа што се случува. Пошто знаеш порано кога сме читале за тие не знам, особено што англиска книжевност имам завршено, за романтичарите кои што буквално го романтизираат тој момент на се случуваат работи, ама мора да имаш време да седнеш убаво, да рефлектираш на нив, да ги запишеш као in tranquility, така го викаат тоа. И едно време бев ама не, кога се случуваат работи кои се таа најефективна фаза, тогаш кога можеш да ги запишуваш, не отпосле, ама ти треба тој момент да можеш вистински да подразмислиш за тоа што си го доживеал, не само да поминува низ тебе. No. И се помалку имаме тоа време. Дали мислам дека ова ми отвара и две интересни насоки на размислување, као едната страна ми е поврзана со состојбата во која што пишуваме и мислам дека тоа фино го имаме направено на Медуза и за нас самите и за сите луѓе со кои што заедно го креираме тој простор. Мислам дека тоа една интересна, ајде да речеме, феминистичка стратегија да се прифати телото како извор на пишувањето, а не разумот. Мислам не дека се подвоени телото и разумот, ама знаеш што сакам да кажам, затоа што многу често мислиме дека треба нешто низ нешто да поминеме или дали интимно, дали политички, колективно, и дека после тоа со мирна глава ќе можеме да едноставно излеземе од другата страна и да имаме фин, рационален, конкретен, аргументиран текст и слично. Затоа што кога си во афект најчесто ти се збркани мислите. Али мене ми е тоа секогаш многу интересно, мислам знаеш дека јас одамна се откажав од идејата дека треба кохерентно да ми звучи пишувањето. Бај, како што тој притисок не ми фали во животот, али мислам дека и тоа нешто кажува затоа што е на перформативноста е некако на пониско ниво, едноставно тоа што излегува од телото е тоа што на крајот е текстот и на тој начин и тие меѓу себе имаат некоја релација која што мислам дека малку по-автентично говори за тоа ни што човек поминал или тоа што го сведочи и слично. Да, и ова сме го зборале за тоа како новите навики на кои што го живееме животот влијаат и на пишувањето, на формите на пишување кои што се читаат и се пишуваат се повеќе и не ми се свија таква ригорозност или не знам чистота во тоа како треба да изгледа еден текст и колку треба да биде кохерентен, ева како што викаш, објективен, субјективен. Не знам како живееме светот брзо, работи се случуваат и не знам новите форми треба да одговорат на тие нови предизвици, на колку време имаш, во каква телесна, афективна, чувствена состојба можеш да седнеш да запишеш нешто, колку доаѓа тоа само од тебе, колку е во релација со тоа што се случува надвор во светот. Едноставно сите сме помалку изгубени, така и не делува и пишувањето никогаш и тоа е окей. Да, тоа е окей, затоа што мислам дека другата опција да би немало пишување и читање. Да, тоа што ми е интересно, преска ствари ми отида мислата дека сакав за две ствари да се надоврзам, али се и ова се надоврзува со тоа. Нека исто така тоа што мислам дека ни се случува и што мислам дека ми се случува и на многу авторки на Медуза, а верувам и на авторки општо, е дека има еден притисок од тоа дека базенот на информација многу широк и мислам и ние тоа сме го зборувале некогаш дека напорно е да избираш и тој избор кон што да се насочиш и кон што да вложиш твојата енергија и време, затоа што ти за да се вложиш во еден текст го користам во најширока смисла на зборот, како било каков body of text. Стварно се вложуваш во тоа, и ако се вложиш во едно нешто, не можеш да се вложиш во нешто друго или во нешто трето. Или можеш да испомешаш се и нека ти тоа го правиме, али мислам дека многу често не ни стига, така, сме зборали на оваа тема, као не ти ни стигаат наред стварите кои што стварно те возбудуваат и кои што ти се онака најпотентни како идеи,
ама реалноста е толку густа што секогаш се да. осеќаш дека треба, како што кажа, нели ти се случува на животот и буквално треба се осеќаш дека има политички настан ситуација, што и да е, на кое што треба да одговориш и во тоа да го вложиш своето време, енергија, труд, интелект, што и да е. А од друга страна, мислам дека таа фиксација на одговарање на тоа што се случува околу нас, а тоа е многу, као да ни го одзима просторот малку повеќе да создаваме и визии за тоа што сакаме да се случува утре и како сакаме различно да постоиме од тоа како постоиме денес. И некако мислам дека тоа е нешто со што јас особено оваа година многу се борев, затоа што мислам дека не е нешто толку бинарно, не е дека треба да го избереш едното или другото, али мислам дека е некој притисок од надвор што доаѓа, веројатно. Да. Ама и забележувам како еве и авторките на Медуза и општо и пишувачите и читателството се дистанцира малку повеќе, само можеби во одредени кругови, ама се дистанцира и од тој многу објективен клинички глас и таа една мисла што треба да тече некако и да донесе некоја вистина и текстовите се многу по, како што викаш, густи како што е реалноста и живи и ми се допаѓа тоа што не се плашат и авторите да ги остават отворени на некој начин. Во пишувањето и тоа се почесто го забележам, пример во текстовите во книгите што ги издаваме како таа завршна книга за која што сакаме да позборуваме секако. Да, тоа многу ми се допаѓа. Да, оди во насока и на тој притисокот на заокружувањето и мислам дека ова е нешто што е дел од растењето на човек како човек, ама и како авторка, дека да, ова е многу интересно. Мислам дека порано многу поише се случуваше да да се форсираме сите да имаме заклучок на текст и тој заклучок да мора да биде на позитивна нота. Не на позитивна, како сега да представиш нека грешна слика, ама да понудиш решенија, да кажеш како може нештото да биде различно и тоа да биде на многу конкретен начин напишано, да посочиш кои институции точно треба да се занимаваат со одреден проблем. Не знам, некако као секогаш да мораше да има као момент на крај. Да си го оправдаш текстот на крај. Да, скроз. Текст постои зашто еве сега ќе кажам нешто што Да. Да биде као full circle, а многу често не може да биде full circle и многу се осеќа кога човекот се изнамачил за да го затвори текстот, као сега ќе ви кажам као завршува оваа приказна и ти си као го читаш и си као what the fuck не завршува приказнава, као ова е многу сериозен проблем и можеби ше 150 години ќе се занимаваме со ова и као не е твоја работа да го затвориш прашањето, туку да го отвориш, ама мислам дека не ни е многу лагодно секогаш да седиме во тој прашалник што зјае и тоа е нешто што така треба да се вежба и тоа е поврзано мислам дека и со перфекционизам, као дека нема да ти биде совршен текстот, ќе има многу дупки, многу луѓе можеби ќе ги оставиш со како што кажав со прашалници и можеби нема да го почувствуваш тоа финално некое олеснување и затварање на некој чептер кој што исто така го очекуваме. Да, знаеш, не е моабетов не е ни на двете дека не треба да има никакви правила и не знам напишување текст и дека нема некоја структура што некојаш треба да се следи. И многу често и на работилниците што сме ги правеле, сме укажувале дека дури подобро кога ќе почнеш како авторка да следиш некои правила на структура, како да се го организираш текстот и така натаму. Зашто после тоа можеш да си играш со тоа, да почнеш да си играш и да ги предизвикуваш со тие нешта, ама да, и плюс пишувањето и за себе си е некаков процес при кој многу често стигнуваме до некои можеби одговори за себе или нешто ни се кристализира во главата. Ама да, не е нужно тоа мора да биде завршено, туку само онака да си го обзнаниш за себе процесот. Да. Мислам дека и тоа е интересно и од аспект на нешто што сме го забележиле ние низ годините со книгата, со годишниот зборник на Медуза, ама и општо постојано се случува на Медуза, се случува и на други места. Мислам дека има, колку си поотворена во текстот, толку повеќе си отворена кон тоа дека си во диалог со други луѓе што исто така ги возбудуваат истите теми и тоа е многу фино дека
кога ќе видиш дека тоа што тебе ти фали во текстот, ќе го прочиташ во текстот на нека друга. И мене тоа ми е како еден од најфините ствари што се случуваат. Мислам, и затоа јазикот е многу возбудлив како таков и затоа и пишувањето е многу возбудливо како таков, затоа што некако отвара некоја комуникација што е многу од една страна не е непосредна, не е ваква комуникација, по-мета комуникација е, ама убаво е да знаеш дека не си ти нешто многу брилијантна пишувачка која што се ќе реши во својот еден есеј или книга, туку дека се тие мали парчиња на мозаикот што некако ја прават сликата да биде многу по сеопфатна и шарена и возбудлива и секаква. Да. Буквално тоа почне, некој друг ќе продолжи за тебе. И колку било убаво тоа секогаш кога ќе ги читаме текстовите, некако се надоврзуваат сите еден на друг, дури без да знаат, а тек понатаму нели како што некој друг им го чита текстот, уште повеќе може некој да се инспирира и да тоа го мотивира да продолжи да пишува на темата и да истражува и убаво е така да продолжи да живее. Да. Сега се потсетив на мало огромно интермецо, ама тоа се деси. Кој го имаше тоа кажано, продолжи некој друг ќе заврши или како и да е? Диана Ди Прима, битовата поетеса, во една од една нејзина песна е тоа. Да, нешто така одеше, како продолжи, некој друг ќе заврши или ќе продолжи. Да, се потсетив дека на мојот роден ден имав закачено постер кај што сите луѓе требаше да остават сите луѓе што сакаат. Сите гости што сакаат требаше да остават порака за шо како беше? Сигаш? Дали беше не знам која беше the underlying thought. Мислам дека беше за како што име као што ги вози во животот. Да, смисла на животот, ама нешто у таа насока, да. И јас таму ти го пишав тоа. И па некој сигурно пише, или анонимно беше, да. Или колку ми онака повнадрешна до тоа, као само направи нешто, као не мора. Да, као последното нешто, као тоа што као бележи нешто, некој друг ќе продолжи после тебе. Мислам дека е многу важно, затоа што многу често не почнуваме да правиме работи само заради стравот од тоа дека не сме доволно способни да ги направиме. Да. Многу познато. Затоа ми е важно што дојде овде. Али, не, мислам дека добро, мислам дека и не мора да толку Сапајлево си размислував на овие теми. Као од една страна, мислам дека е фино човек да се изложува на начини на кои што го плаша, затоа што, нели, како што не учи the Dune, the only way is through. И стварно, кога се престрашуваш, добиваш нешто ново, некој ново чувство за себе, ајде дали да го наречеме самодоверба или што и да е тоа, независност. Стварно е убаво тоа чувство, као се чувствуваш повозрасна, помоќна и се е тоа фино. А од друга страна, мислам дека можеби понекогаш као премногу се форсираме дека мора да се изложуваме на ствари што не ни се пријатни и дека можеби онака окей, као to chill the fuck out малце. Као дека не мора да се форсира. Да. Ова сам хајле си го размислував. Сикам, па шо сега, као, еве, ние сме си решиле дека сме покомотни во пишувањето, а не толку во зборувањето. Зашо мора сега се форсираме и да збориме, као, рета. Што барам јас тука се. Да, ова многу често исто сум го размислувала, пошто многу од работите што знаете да ми бидат возбудливи, да сакам да ги правам, најпрво ќе ми исплашат. И некако таму тренувам, ако нешто кога ќе ми се отвори некаква можност. И осетам дека првото чувство е прво возбуда и тоа многу брзо преминува во паника или страв, ама има како прво се појавува една возбуда, една таква љубопитност, како што ќе биде ако си дозволиш да го направиш тоа. И тоа ми е некако знак дека стварно треба да се обидам. А ако таа интуиција, ако одма осеќаш дека некако е само страв или одбивност кон самото нешто, стварно нема потреба. Нема потреба се да пробаме и да се предизвикаме на сите можни начини. Океј, можеби не е времето за тоа. Ама кога осеќаш таа возбуда дека нешто внатре да движи, тогаш можеби вреди. И тоа некако ми е совет за себе, во последно време барем го практикувам, кога осетам таа возбуда, само велам да, важи. И оставам, затварам телефон, лаптоп, се тргам од тоа, не го мислам дента. И после тоа кога се наближува времето, пак ќе ми се јави таа анксиозност и трема и се, ќе премислам зашто прифати, дали требаше да го правам, ама знам дека во моментот кога сум го кажала тоа да, дошло од место на можеби стварно ова ме возбудува, сакам да го направам.
Да, ова е искрено многу добар совет, али да, веројатно во себе го носи тоа таа претпоставка дека си ги знаеме телесните знаци и што тие ни кажуваат, и тоа си е приказна сама за себе. Сега се потсетив на последниот текст на Кристина Атанасова, каде што кажува кои се 7 работи што не ги научила оваа година. И стварно е супер си е текстот и една од нештата е дека не научила како да разграничува анксиозност од интуиција. И некако исто се осеќам. Многу се слични симптоми. Јас го споделив конкретно таа точка, си ја споделив на стори, сега ова звучеше многу како самоуверено. Јас знам кога сум анксиозна, кога интуицијата ми кажува go for it. Ама да жонглираш со тоа, се обидуваш да се слушнеш малце по онака искрено. Да, ама не секогаш ти устава фер. Да. Мислам дека понекогаш дека ќе го кажеш ова и вака како еве Крис го напише и некако ти прави тоа ми е убаво кога ги пишуваме стварите зашто ти даваат јазик и некако обзнануваш нешто и ти станува појасно. И кога следен пат може ќе си реферирам на тоа и ќе видам како која е оваа пеперутка? Да. Show yourself, butterfly. Да, во поглед на ова што е осмелување и изложување на себе и сите тие теми, кои што како што кажа не се некако доста актуелни. Имам доста размислувано така за како пишување наспроти зборување, затоа што некога јас се осеќам како да го имам развиено интересот кон пишувањето, затоа што е некој начин за нешто за што можеш малку да се скриеш. И сега си човек таков си се родил или не знам, што има opinions about everything. А од друга страна, као да можеш да си како да кажам, да си го развиеш тоа како метод и да се чувствуваш дека ти е некако безбедна форма. И јас уште така ја чувствувам, иако и таа подразбирам многу изложеност како таква, ама има некоја безбедност затоа што имаш многу контрола на тоа што го пишуваш и тоа е факт. А од друга страна, зборувањето како такво, некако, особено со друг човек, како иначе. Кога си седам дома и си зборам со себе. Има луѓе што не зборат за себе си, мене тоа ми е многу чудно. Многу би сакала понекогаш од интерен монолог да ме олабај малце. Али како и да е, стварно подразбира еден вид на неизвестност. И јас за тоа мислам дека упорно и цел живот се форсирам да се ставам во таа улога. Не дека мене не ми е пријатно во таа улога, ама не ми е пријатна неизвестноста нормално, затоа што сите сме помалце контрол фрикови. И многу сум си размислувала на таа тема као која е сршта на таа нелагодност. Као, например, си размислувам за подкастов, као која е разликата, дали е само аудио или дали е видео, дали имам као неосвестени комплекси со тоа како ми изгледа фацата или нешто такво. Со аудио, со гласот, као дали се таков вид на површни несигурности или онака подлабоко дека ќе кажеш нешто затоа што неминовно е да кажеш нешто што е малце глупо или онака не знам, да ти прекине мислата или да нема след тоа што го збориш и така шашаво да звучиш. Сам дел од животот, од говорот е тоа. И кога си викам као дали као длабокиот страф е дека нешто ќе те разоткријат луѓето дека си a fraud. И кога се прашувам пошто немам каде подалеку од тоа да отидам, као не сваќам од каде доаѓа нештото. Да, мислам дека комбинација од сите тие ствари, тие сензорни ствари во сетингот каде се одвива нештото и тој страф од изложеност, пошто нели кажуваш нешто и не можеш да го вратиш после тоа. Особено ако иде некаде во етерот. Да, ама и голема мера тие некои стравови што исто не можам до крај да бидам сигурна кога точно се појавиле или од каде дошле, ама дел од мене верува дека се создале нека многу одамна кога за некои ствари не ми било можеби доволно дозволено да се побунам, да кога сум била помала можеби, некои ситуација кога си бил замолчувал или надгласуван и така натаму, што создале некој страв и не знам, некој повлекување кај мене. Например,
лично за себе си, можам да се навратам на тоа и си кажам дека дел од мојот страх од изложеност влече корени од таму и од таа можност дека некој погрешно ќе те разбере, ќе те протолкува со тоа што ќе го кажеш, пошто немаш ти ултимативно влијание врз тоа како другиот ќе го протолкува тоа, или со пишувањето или со зборувањето, нели? Да, во суштина веројатно има еден страв во тоа како ќе бидеш протолкуван. Мислам дека е тоа и во комбинација со ова што го кажуваш, дека многу често сме биле низ животот дисциплинирани на начин на кој што учиш во себе да ги држиш работите, наместо да ги екстернализираш, зашто тоа би значило дека влегуваш во некаков вид на конфликт со светот. Нели, тоа е страшно. Али мислам дека истовремено тука има и еден мал момент кај што можеби пресериозно се сваќаме себе си, затоа што да е факт дека ти кога комуницираш нешто кон надвор, дека тоа останува таму некаде, во некаква форма, па дури да не е во медиумска форма, као дури да е само збор што си го кажал, као на некој начин останува во историјата на на говорот. Ама едноставно се случува толку многу што можеби едноставно треба понекогаш да не знам, едноставно да бидеме по-скромни кон сопственото место на планетата и кон тоа еден фин баланс, колку е важно да го користиш твојот глас, ама колку е еден од многу. Да. Ама и интересно е како пишувањето може да биде и по-самувачко искуство, кога не си сам пишуваш некако, од зборувањето, кое што секогаш во релација, некако наместо некој да те растерети тоа дека еви сега кога збориме, се што кажувам јас се надоврзувам на тоа, ти што ќе го кажеш и обратно, и некако не си постои баш само тоа што го кажеш. Е некаква реакција, некаков одговор или одговор на твоето повикување, нели, и прашање. Сепак како сега што тежина дека само како на тебе зависи што ќе кажеш и Да, сега некако сфатив дека темава во која што навлеговме во голема мера се поврзува со текстот што ти го опишуваше за нашата нова публикација. Еве сега во име на протоколот ќе кажам дека зборникот нов на Медуза се вика Кожа. И интересно е на кои се начини сите автори и авторки направија као вивисекција на кожата како таква и онака многу интересно како испадна као креативна и потентна тема. Мене ми беше многу интересно во твојот текст кој што кажав буквално се занимава со ова некоја со балансот помеѓу премолчувањето и зборувањето и колку е важно да влезеш во релација со другиот и тоа да подразбира фрикција, конфликт, несогласување и слично. Али тоа што ми беше многу интересно е нештото што го открив преку твојот текст, се работи за периперформативни искази. И мислам дека екстремно многу ги користиме и дека се стварно многу симптоматични на се ова што го збориме, за колку понекогаш треба онака да се измачиш и да се породиш за да кажеш нешто. И колку треба да се вежба онака да тргаш зборови, словеви за да доеш до суштината на својот глас. И сакам да ми кажеш нешто повеќе за тоа. Вака. Овие искази всушност ги воведува како концепт квир теоретичарката Ив Седжвик Косовски. И она некако ги разликува оние перформативни искази, да речеме како ветувам, како она судбоносното да, некои искази или те прогласувам за виновен, кои што самото тоа што ќе ги изговориш некако предизвикуваат некаква реакција, нешто се случува и активираат стварноста на некој начин. И сега има тука различни примери, ги препознаваме или се многу конкретни, јасни во на што сакаат да го пренесат. Барем така се мисли и сега но тука малку размислува дали тоа се главни исказите и начините на кои што разговараме едни со други и ги воведува овие периперформативни кои што некако цело време заобиколуваат околу дејството.
и ги поврзува најмногу со, да речеме, квир луѓето и маргинализираните луѓе, кои што баш поради некаков страв од прекумерна изложеност или воопшто немање дозвола да изговорат некои зборови, да ја кажат вистината за себе си или да можат да си го реализираат идентитетот преку јазикот, преку зборувањето во релација, заобиколуваат се јазикот, наоѓаат некои иновативни форми, можеби дури како да преживеат, да се снајдат во секојдневниот говор. Ама да речеме, настрана од тоа, во секојдневниот говор ги препознаваме само ние такви gap или filler words на, не знам, мислам, можеби понекогаш, кога постојано во пишувањето тоа највише се приметува, ако си го препрочитуваш текстот и после тоа можеш баш буквално онака да си ги тргаш, за да може твојот автентичен глас да дојде на површината и да си ја кажеш мислата онака како што ја мислиш, без и да тие задршки, некакви кочници или некои тикови на несигурност, како што ги викам во текстот. Затоа што, да, ева и да се надоврзаме на претходно тоа што го спомнавме, за стравот од тоа да кажеш нешто, да се изложиш, доаѓа моментот дека постојано си предпазлив да не нагазиш на она што им е налагодно и неприродно на другите и ти постојано си ставен, особено ако си во некоја маргинализирана позиција, да во таква некоја дефанзивна позиција да избираш цело време што ќе можеш да кажеш, за да не ги вознемириш другите, да не си премногу гласен, премногу ексцентричен, премногу надвор од нормата. И постојано правиш таква некоја ментална гимнастика, што не ти е баш најлагодно, ама со текот на времето некако као си ја прифаќаш како дел од нормалното функционирање, а не е. И ако малку се осетиш телесно, сваќаш дека си во постојан грч. И тоа на сите ни е познато кога, не знам, некои работи не можеме ги споделиме со одредени луѓе, па некако ќе заобиколуваме нешто, ама постојано го осеќаш тој као стрес дека нешто останува премолчано. Да. Да, мислам дека тоа што е многу важно е некако да се извлече од ова, дека стварно е многу пред се на телесно ниво е многу напорно постојано да си во таа позиција. И дека да, тоа оди обратно од сето тоа што го збориме за преточувањето и доживувањето на времето, на животот, на нештата што ни се случуваат, као за да можеш да ги isprocesираш, мислам дека треба да имаш таа слобода на мисла и на говор. А мислам дека као што кажа и ти, као мислам дека толку станува напорно тоа заобиколување на нештата што можеби на крајот на денот и ќе се откажеш од комуникација, од влегување во релација и слично. Да. Од онака во обид да се заштитиш и да онака останеш во нека позиција на морална чистота, затоа што никогаш не можеш да ги кажеш совршените нешто, зашто не постојат, као секогаш има опасност нешто што ќе кажеш да биде извадено од контекст или за една година едноставно заради сплетна околности да звучи лошо. Да. Да се сменат околностите, да веќе не се согласуваш со самата себе од минатото. Да. Али мислам што ни останува ако ги преземе, мислам ако не го преземеме ризикот на говорот, ни останува да секогаш да останеме во нека онака состојба на телесен кожурец и да не можеме да се отствариме во светот и тоа е многу страшно. Да, знаеш, ова го зборуваме во текстот дека инсистирам на некоја отвореност, меѓутоа знам дека во денешно време и таа отвореност може многу да се злоупотреби на јазикот и за ова сме разговарале доста, да ни бидат некои термини, некои концепти преземени, нели, на пример слобода на говор, што значи слобода на говор денеска, кој има право на збор, заштита, чива заштита, за кого се однесуваат човековите слободи. Меѓутоа, тоа може постојано да се случи, како што ти велиш. Зборовите може да бидат извртени во секој момент, може некој да ги преземе, може веќе да не го имаат истото значење кое што го имале, но тоа не треба да не спречува таквиот тип на цензура и таа згрченост да не сгрешиме, толку да се ја повнатрешниме, да се ја применуваме во најблиските релации. И тоа често се случува и, например, го приметувам дури во активистичките простори, дури во оние, не знам, безбедни заедници кои што ги градиме, каде што треба да имаш апсолутна слобода да кажеш што ти лежи на душа, онака што сакаш да си ги искажеш сите грижи, да можеш слободно да размислуваш преку говорот за работите, да ги промислуваш. И ние некако
како постојано да сме од позиција да чекаме некој да сгреши, за ние да го поправиме, не така. Не, нешто, не го користиш соодветниот термин, не знаеш доволно, не си прочитал доволно, како можеш да имаш вакво мислење, како од каде сега ова. Значи, толку инсистираме на некоја како чистота и не прифаќаме контрадикторност. А ние како човечки битија сме толку контрадикторни постојано, едноставно тоа е нашата природа и суштина. Пошто не сме статични предмети или whatever, како постојано се менуваме. Сме во некоја трансформација и тоа е убавината на животот. Тоа сакам постојано да ми се случува. И колку некако сме обседнати да откриеме каде другите грешат, ние некако да посочиме дека сме во право. Со нешто тоа, колку е убаво кога всушност некој ќе ти докаже дека не си во право, дека има и нешто друго што не си го помислил. И треба да ставиме простор во тие несогласувања, недоразбирања, разминувања за таков тип на нелагодности. Да, па мислам дека баш како што кажуваш дека нема ни друг никаков начин да ти се случи трансформација, дека ако останеш во таа крутост и строгост, дека тоа е едноставно најекстремна форма на бидување конзервативна личност. Не, мислам во оваа смисла на зборот, као да не дозволиш таа некоја еластичност на односите со луѓето да те менуваат. Ако не можеш да комуницираш отворено, тогаш не може да ти се случи тој судир што те носи кон ново знаење и кон нов поглед на светот, кон ново доживување на себе и на другите. Така да мислам дека строгоста и крутоста која што мислам дека исто така ни е доста наметната, ја интернализираме, дека да е онака на другата страна на трансформацијата во онака најубава смисла на зборот. Да, и таа еластичност не подразбира иземање од одговорност. Нормално е ние да имаме одредени здрави граници, нормално е да извикуваме кога некој нешто ќе погреши ако премине некоја граница, нели некој не се чувствува лагодно или сгрешиш, окей, некој да ми укаже дека грешам, меѓутоа не да биде тоа повод за да бидам исклучена, за да не знам, едноставно не ми се дозволи да ќе увидам грешката и да можеби размислам поинаку, да имам простор за да рефлектирам на тоа. Да, па мислам дека и ова истото е на некој начин, затоа што и ова е прашање на некој ако се чувствува повреден или навреден или слично, треба да се чувствува комотно тоа да го комуницира, така да мислам дека пак е истата ствар, али дека вајда е прашање на тоа колку сме го интернализирале полицаецот и како се надоградуваме, како комуницираме, како постоиме со луѓето кои што ги сметаме за пријатели или за луѓе од кои што учиме или они учат од нас или правиме нешта заедно и слично. И мислам дека малце изостанува овој разговор сега што го водиме јасите, затоа што многу е стварно лесно да го интернализираш и од кога ќе го интернализираш, мислам дека почнуваш да постоиш од некое место на константна вина, као оперираш од место на вина, а не си сгрешил ништо. Мислам, си сгрешил многу работи во животот, како и секоја живо битие. Туку сакам да кажам, не е поврзано со нешто конкретно, него исто као што сме се чувствувале виновни за многу работи као деца што не сме ги направиле, или во многу релации кои што те ставаат во таква дефанзивна состојба, најчесто такви некои токсични релации, кои што постојано треба да се правдаш, постојано се чувствуваш како твоето само постоење некого да сквернави и навредува. И мислам дека онака стварно има можност тоа да ти стане гласот и постојано да преиспитуваш со секоја одлука или збор или што и да е, како му грешиш некому. Да, постојано да се одмеруваш себе си. И исто така постои таа опасност, нели, да се јави отпор, едноставно да не сакаш да учествуваш, да се изложиш, затоа што можеш да најдеш, нели, на неприфаќање или пак исто така и на отпор од другата страна, пошто мислам дека многу од нас се така учени конфликтот да го доживуваат проблематично како нешто лошо, дека конфликтот нужно подразбира расправија и дека ти си проблематичен, си некако сакаш да се раскараш, да направиш некаков проблем,
Да, и во таа насока, мислам дека иде до таму што се јавува кај луѓето отпор воопшто да учествуваат, да сакаат да се изложат, затоа што може од другата страна да најдат на некаков отпор истовремено. Например, некој несогласување, различно мислење. И многу од нас се растени со таа идеја дека конфликтот е значи по дефолт да бидеш проблематичен, дека сакаш да се расправаш, некого да му направиш проблем, и дека единственото излегување, разрешница на конфликтот е некој да испадне во право. И многу луѓе забележувам како и се откажуваат во самиот момент кога ќе се случи некакво разидување, кое што нужно подразбира нели контакт, меѓутоа тежнат само да си заминат, да не останат да го разрешат тоа, затоа што некако си помислуваат можеби дека толку е. Ние едноставно не се разбираме, нема зашто да се вложам и не се гледа конфликтот како нешто генеративно, нешто што може да создаде да ги трансформира односите, да доведе до подобро разбирање меѓу луѓето. Да, па мислам дека многу често конфликтот е конфликтот како здрава размена може баш да биде плоден. А под здрава размена не мислам ни дека не можеш да имаш расправи, затоа што мислам дека дури расправиите малку предраматично се доживуваат и да се доаѓа до таков еден момент као или зашо као малце се прави таква една атмосфера као зашо ја креираш за оваа ситуација, као можеш само да ќутиш. Да, нели потреба. Да, али да, мислам дека ова е повторно поврзано со нашето растење, затоа што стварно особено како жени сме израснати во conflict avoiders, затоа што не може да е така рандом карактерна особина, кој очигледно дека така сме растени. И онака ептен треба труд и луѓе околу тебе кои што се, вајде тоа сите сме си го изградиле, сите ние едни со други, да можеме да поддржуваме таков вид на нешто, за да можеш да вежбаш, да бидеш себе си и другата страна тоа да го прифати и кој што кажа да се трансформираат односите на тој начин. Тоа што ти споделуваш како се чувствуваш или како размислуваш да не значи дека го отфрлаш другиот човек. Тоа од една страна, од друга страна веројатно и никаде низ растењето и слично сме нашле некако вид на плодно знаење, одговори на сите овие дилеми во феминизмот како таков, затоа што мислам дека на многу начини го поддржува тоа битување проблематична и го постава прашањето што тоа всушност значи, дали сум проблематична ако сум вокална на сексизмот на масата што го доживувам секој втор ден, као ако тоа е проблематичност, да, ќе бидам проблематична и као мислам дека и ова сега мене ми е лесно да го кажам од оваа перспектива, затоа што некако сум веќе омоќена во тој поглед и не чувствувам таков вид на комплекси, стравови од да бидам excommunicated од луѓе што се такви. Ама као на 15 години не ти е тоа лесно, а као секој ден се соочуваш со тоа. И мислам дека и тука е нештото што мислам дека тоа е еден дел од растењето и мислам дека и тука ја гледам најголемата, како да кажам, најголемиот потенцијал на Медуза како идеја. А и токму е во релација со смејата на Медуза есеот, дека јас стварно чувствувам, како да кажам, желба да ги привлечам жените кон пишувањето. И пишувањето го гледам како еден таков начин на кој што ти помага да си го изградиш гласот во еден стабилен, мокен, да понекогаш ти трепери и слично, ама глас кој што знае што зборува и зашто го зборува тоа и не се плаши да го каже, без разлика дали ќе отвори конфликт или налагодност или што и да е со другата страна. Да, ова е многу важно што го кажа сега, пошто кога си мал, многу често не си поддржан емотивно за да го издржиш тој конфликт и да истраеш и ретко има околу тебе позитивни примери на други жени, особено како жена. Кога сум растала со тоа, немој сега ти да се расправаш со мене, кога сум сакала да само си го кажам мислењето, нешто дека не се согласувам со нешто друго. И со текот на времето исто како тебе сум научила, веќе гледам околу себе позитивни примери. Сум вложила и во себе си, нели, и преку пишувањето и тоа ми помогнало да можам да си го пронајдам состојниот глас и после тоа е некако убавина пишувањето, не можеш да запреш. После тоа нема назад. И затоа
Да, и тоа го затоа нели после тоа ќе не викаат феминистички сморови, така натаму и го има она за жените, често ќе кажат многу се похрабри, поистрајни, потврдоглави, затоа што таа позиција доаѓа од место на кога нешто ти било скратено и едноставно не ти било дозволено да си кажеш воопшто што мислиш. Да. И после тоа храброста доаѓа од соочување со таков предизвик и ограничување. Не доаѓа, мислам, никој ако му е лагодно и немал воопшто предизвици во животот, како ќе станеш храбар или истраен во нештото, едноставно си постоиш. Така да, затоа и мене ми е важно, пошто да, е многу благородувачка работа, која ќе почнеш да се пронаоѓаш себе си, дали преку пишувањето или комуникацијата, контактот, читањето особено, пошто најпрво преку читањето на туги гласови кои што се одважиле, си викаш, окей, зашто да не си го дозволам ова јас себе си. Па да, затоа што веројатно додека растеш, сега некако многу се фативме со растењево, ама сега ја векам многу ствари од таму доаѓаат. Мислам дека за многу жени, мислам девојки, девојчиња, кои што тогаш насетуваат дека нешто не е баш како што треба. Да. Мислам дека многу долг е тоа еден процес и пат на лутање и као не се гледаш себе си во светот, збуната си, те збунуваат релациите у семејството, у фамилијата, после тоа и пошироко, кога малце по широка рамка го гледаш и доживуваш светот. И тие се буквално такви моменти на воскликнување кога ќе видиш дека таа некоја твоја телесна или каква и да е нелагодност, кога веќе постои обзнанена од други жени во минатото и дека ти после тоа имаш можност да се надоврзеш на тоа и дека практично не си луда. Мислам дека секој има и тој момент, као дека не си замислуваш работи, дека тој што ти е сетилото кое што ти кажува као дека нешто е малце off, као кога ќе го видиш во јазикот и ќе го доживееш на тој начин, кога му дава некој авторитет на чувството, затоа што ти растеш со машки авторитети во секоја смисла на зборот. И така ти се гради светогледот и гласот, кој што не ти е баш твој. Мислам дека заради тоа е толку вредно и да се креира да се креира материјал, како да кажам, и на сопствениот јазик, затоа што тоа се гласовите што веројатно многу често недостасувале и дошле и не направиле да бидеме во таква позиција како што зборуваме да многу често немаш никако да се изразиш затоа што ги немаш алатките и јазикот и слично. Да, затоа не било толку важно да преведуваме одредени работи се уште ние, пошто друго е кога ќе го прочиташ, чуеш на сопствениот јазик и некако ти е повистинско, вака ти го доживуваш можеби некако нешто што не е дел од твојата стварност, а всушност само си немала зборови да го изговориш на тој начин. Да, искрено баш заради ова ја чувствував некои нелагодности и страхови кога почнавме да ја составуваме книгата Кожа, затоа што се прашував дали рефлектирајќи на годината што е зад нас и сите ужасно страшни болни работи кои што ни се случија како народ пред се, ама и како човештво, се прашував као дали се уште луѓето, ние луѓето, дали можеме да најдеме зборови за да кажеме што мислиме и што чувствуваме и дали тоа воопшто прави смисла во овој момент. Сега книгата е готова, како и секогаш ми прави мене некој таков full circle момент дека ако ништо друго сме во комуникација едни со други, дека не сме луди, дека сакаме да се вложиме себе си отаде ова што се случува моментално, ама ме интересира и тебе какво ти е чувството сега од кога го заокруживме, го затворивме, која пративме книгата на печат. Да, и ми се вртеле во глава истите размисли како и на тебе, ама чувството кога ќе ги добиеш назад тие текстови, кои ќе видиш дека и темата резонирала со луѓето и дека тие луѓе веднаш се согласиле биле толку желни да напишат нешто затоа што им тежеле работите и сакале некако да си направат смисла за себе од нештата. Многу ти дава назад тоа преубаво чувство и ми беше многу интересно во сите текстовите не бегаат од стварноста, пошто и тоа е важно и ние знаеме многу колку е важно да се навраќаме на минатото, на историјата, за да го разбереме континуитетот на нашата борба, на размислувањата, на отпорот.
и колку е важно да гледаме кон иднината кон нешто што е отворено, нели, и да вложуваме постојано во неа преку пишувањето и така натаму, ама не сме ни стварноста да стане некоја табу зона, која што поради тоа што не ни се допаѓа, некако ни е нелагодно воопшто да комуницираме со неа. Ние сепак сме тука и сега и овде и мораме со тоа што се случува некако да работиме. Да пробаме таму да ги најдеме постоечките упоришта, тоа што го имаме сега моментално, тие што си имаме околу нас и од таму да почнеме. И кај сите авторки и автори го имаше тој момент да си најдат своји резервоари на знаење што во моментов ги поддржуваат на било каков начин. Дали е тоа кругот на пријатели од кои што нешто дознале што го вметнале во текстот, дали е тоа некои активистички кругови во кои што учествувале и кои што им дале сила годинава. Дали се тоа некои работи што ги прочитале, некои не знам други форми на знаење што не се дел од канонската литература. Има така многу длабоко ископале за буквално да најдат да донесат и со тоа да ги поддржат и читателите кои ќе читаат книгата. Да, искрено мислам дека многу преубаво ова го склопи, што онака као не знам дали ќе го сквернавам ако тоа дадам нешто, али мислам дека интересно сме го разговарале ова дека од година за година малку е као помрачен зборникот и е помрачна стварноста и понекогаш порано го имало тој момент на почетокот што го зборевме кај што гледаш дека одреден авторка се баш онака се измачиле за да дадат некоја надежна нота, ако ништо друго. Во кожа се чувствувам како дури тоа да го нема. Мислам дека има едно такво многу храбро и блатантно соочување со сето тоа што сме го доживеале. На дури еден поетичен начин, но не романтичен, туку начин на кој што сепак може да се пренесе во пишана форма и кој што кажа ти дека од центарот на таа болка, на таа траума, на тоа прашање што има отаде надежта, некако се осеќам кога оваа книга малце кога да го има тоа во себе, као дека дури и од тоа место кај што не можеш баш да изродиш некоја спектакуларна визија и да кажеш као следната година ќе биде подобра, зашто знаеш дека нема да биде, дека дури од тоа место има потенцијал човекот во себе, како што кажа, резервоари на знаење, од кај што може да ја извлече, ако ништо друго, смислата на постоењето. И многу сум јас исто така се чувствувам многу горда што сите луѓе што се застапени во оваа публикација, но и сите луѓе што оваа година се некако успеа тоа што ни се случува да го дадат во свој зборови, да го вложат својот јазик во нештото, затоа што мислам дека баш и не беше лесно, ама мислам дека баш тоа е нашиот тест, као дали ќе истраеме и ќе продолжиме да бидеме тука во оваа нелагодност и во овој, како да кажам, историски момент кој што не нашол. Пошто немаме како да излеземе од него, освен да, како што кажа ти, да бидеме отворени кон тоа дека иднината ја креираме сега, дури во овој момент кој што ни се чини дека малце не дезориентира и уништува емотивно и духовно и телесно и на секој можен начин. Да, ама како што викаш, важно е дека сме тука едни за други. Тешко е да знаеш да се ставиш во нечија туѓа кожа, нели? Меѓутоа со текстовите буквално како да се им пикнат под кожа на тие луѓе, затоа што го дозволиле тоа, решиле да бидат ранливи и отворени. И барем за момент си таму чувствуваш со нив и тоа, да, не нужно има некаква конкретна надеж и разрешница повторно, ама некако те преземјува за момент. И си викаш па окей, нема да ги решиме работа, ама тука сме, продолжуваме. Да, има некоја искреност во таа смисла. Да. Што мене ми е многу важна, затоа што мислам дека не вреди во моментов да даваме некоја перформативна самоувереност, као збунети сме, исплашени, тоа е тоа и сега што правиме од овде. Да. Сакам да се наврата малце на тоа што го спомнав на текстот на
на Крис за 7 работи што не сме ги научиле оваа година. Ме интересира ако можеш да издвоиш едно нешто што не си го научила оваа година во име на незаокружувањето, што би било тоа? Да размислам. Слободно. Не се важи стравот, односно анксиозноста наспроти интуицијата. Тоа го поминавме плюс Крис си го смисли тоа, најди си свое. Фер. Сакаш јас да ти кажам јас и ти две што не научивме оваа година? Ајде. Да стигнеме на време. Ама ти си малце болја, морам да призна. Да, фер. Ама да, работам на случајот. Добро, Душица, јас повеќе немам прашања за тебе, иако не беше баш форматот на разговорот дека јас на тебе ти поставував прашања, си беше отворена форма. Може би ти имаш некоја прашање за мене или финален коментар за заокружување на овој разговор? Кој што го избегнував, ама сепак се вративме округ, пошто сме церемонијални. Мислам дека многу фино се надоврзувавме и некако прашањата се одговорија попратно. Така да само ќе се заблагодарам уште еднаш за поканата и убаво ми е што некако ова 25-та епизода ја заокружуваме во 2025 година. Така не го сватив. Вау. Така да. Предраматично. Yes. Да, фала ти и од мене, Душица, што ми правеше друштво на црвената маса и секогаш е убаво да се зборува со тебе. Исто. И фала ви на сите што истрајавте со нас овие 25 епизоди. Се надевам дека ви отворивме, ви отвараме некои нови патишта на размислување, действување, живење, љубење, што и да е. И бидете со Медуза. Meduza.mk. Ке го смислим? Не беше подобро? Подобро. Talking about grč. It's a wrap! Yes.